Добар ден, ова се вестите на Канал 8. Општина Кочани планира да го реконструира плоштадот во Кочани. Веќе го објави огласот за прибирање понуди за идејни решенија за новиот изглед на просторот, од кои по истекот на рокот ќе бидат избрани и наградени најдобрите 3 предлози. Плоштадот во Кочани ќе добие нов изглед. Така барем планира локалната власт, заради што преку Бирото за јавни набавки објави и јавен оглас. Со огласот се бараат понуди од стручни лица за можни архитектонски решенија на целиот простор. Заради стимулирање на што поголем број учесници, од општината се предвидени и награди за најдобрите. Прво наградениот ќе добие 30.000, а вториот и третиот по 20, односно 10.000 денари. Меѓу другите услови што треба да ги содржат предлозите, тие треба да гарантираат оригиналност и репрезентативност на концептот, креативност и инвентивност во пристапот на обликувањето и современ третман на просторот. Конкурсот е јавен и анонимен, а право на учество на него имаат домашни и странски правни и физички лица, дипломирани архитекти или студенти на архитектура. Пристигнатите предлог решенија за новиот изглед на плоштадот ќе ги оценува 7-члена стручна комисија од општинската администрација и од Советот. На кандидатите кои ќе понудат своја визија како треба да изгледат просторот, им е даден период до 5 јули да ги достават своите идеи. Графичката обработка на прилозите треба да биде на ниво на идеен проект, а техниката е по слободен избор на авторите. Плоштадот Методија Андонов Ченто во Кочани одамна ја има изгубено својата основна намена и е претворен во обичен паркинг простор. Заради неговата неатрактивност, граѓаните се почесто го заобиколуваат, па дури и политичките партии од пред неколку години престанаа овде да ги организираат своите политички собири. Дали новиот изглед на плоштадот ќе биде во стилот на проектот Скопје 2014 или ќе ја задржи линијата на сегашната архитектура, останува да се види по добивањето на предлозите и изборот на најдоброто решение. Тоа треба да покаже и колку ќе ја чини општината целиот зафат за реконструкција и уредување на просторот. Незаинтересираноста на кочанци за театарот се покажа на дело. На театарските представи кои се дел од програмата на 49-тото издание на Драмскиот аматирски фестивал, одвај се исполнуваат првите 3 редови од салата, а на промоциите на книги присуствуваат само новинарите. Намерно за доцнување на представите со цел да се присобере публика, собирање на ученици по цели класови за да се направи публика. На ваков начин деновиве се собира публиката за да се исполнат неколку столчиња на фестивалското случување во градот на Оризот. Во Кочани, град во кој секоја година се одржува Драмскиот аматерски фестивал и кој минатата година гордо го носеше епитетот град на културата, на годинешниот ДАВ нема кој да ги гледа театарските представи. За промоциите на книги не треба и да се зборува. Снимката која денеска ја регистрираше нашата камера на промоцијата на книгата на познатиот автор Иван Ивановски, меѓу минатото и сегашноста, што е дел од програмата на ДАВ, столчињата беа празни. Присутни беа само новинарите од локалните медиуми. Кочанци за жал ја покажаа незаинтересираноста кон поезијата и книгата. Промоцијата мораше да започне 1 час подоцна, заради надежта на авторот на книгата и промоторот дека ќе дојдат ученици по завршување на екстерното тестирање, како и дека по завршување на представата која се играше пред промоцијата, публиката која ја сочинуваа ученици од основните училишта ќе дојдат на промоцијата и ќе може да започне промовирањето на книгата. Големо разочарување за промоторот и авторот на книгата кој сепак на крајот истакна дека им е мило што се дел од фестивалското случување во Кочани. За актерите исто така е разочарување да се настапува без публика или да бидат исполнети само првите редови од салата. Деновиве кочанската публика или ја нема, или ја сочинуваат едва 10 кои се роднини и пријатели на актерите. Од Драмскиот аматерски фестивал остануваат уште 3 дена. Дали содржините од годинешнава програма ќе ги примаме и кочанци да присуствуваат, ќе покаже времето. Недостатоците од екстерното тестирање се истакна и денеска, кога се полагаше македонски јазик и историја во основните и стручните предмети во средните училишта. Забелешки и пропусти имало во прашањата по историја, кога од 30 прашања 10 биле наменети за историјата на Албанија, содржини кои учениците не ги изучувале во текот на годината. По ликовна уметност пак, прашањата не се отворале целосно.
Ако во текот на првиот ден од спроведувањето на екстерното тестирање забелешките и пропустите беа упатени кон прашањата и задачите по предметот математика, кога повеќе од сликите со кои мораше да се работи ги немаше дадено во задачата, како и на повеќе наврати паѓање на системот, сега недостатоци се регистрирани во прашањата по предметот историја и ликовна уметност. Во гимназијата Лјупчо Сантов учениците реагирале на прашањата по историја. Од вкупно 30 поставени прашања на тестот, дури 10 се однесувале на историјата на Албанија, содржини кои учениците во текот на годината не ги изучувале. Одговорните во училиштето рекоа дека забелешката е на место и дека истата ќе биде пренесена на надлежните. Покрај историја, во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов се полагаше македонски јазик, ликовна уметност и конституционо уредување, стручен предмет од економската струка. Екстерното и во другото средно училиште не помина без пропусти. На вториот ден од тестирањето се полагаа стручните предмети возила и механизација, електроника, мир, толеранција и заштита и основи на електротехника, како и историја и ликовна уметност. Пропусти имало по предметот ликовна уметност, кога на неколку прашања сликите не можеле да се отворат. Тој проблем ово училиште го имаше и во текот на првиот ден од полагањето. Во основните училишта се полагаа предметите историја и македонски јазик. Полагаа по околу 100 ученици од училиште. Се работеше по списоци добиени од Министерството за образование. Тестатори беа професори од училиштето, а наблюдувачи представници од разни министерства. Екстерното тестирање почна 27.5. во 9:30 се полагаше математика, полага 227 ученика, беа поделени во 3 групи. Имавме во 9:30, 11 и 12:30. Вчера имавме одмор и сега денеска стартуваме со 162 ученика. Денеска се полагаше македонски јазик и историја. На екстерното тестирање има и отсутни ученици, но во поголем процент се присутни, велат од училиштето. Имаме ученици кои што не се дојдени на тестирањето поради оправдани причини, тоа се доста мал број на ученици. Едни од поради здравствени причини, а другите поради заминување во странство. Тестирањата продолжуваат и во текот на наредните денови. Ќе траат до 10 јуни, пошто ќе бидат објавени резултатите. За оправдано отсутните се предвидени нови термини за тестирање во јуни и август. Општина Кочани се подготвува за прскањето против комарците, што треба да се изведе од земја и авионски. Истовремено се договара можноста акцијата да се изведе заеднички со Штип и соседните помали општини. Над 1 милион денари изнесуваат трошоците за набавка на инсектицидот и прскањето против комарците. Општина Кочани се подготвува акцијата да ја реализира според однапред подготвен план, а единствена разлика од лани е што годинава, освен терестијално, ќе има и авионско третирање. Дел од парите ќе ги обезбеди државата, поточно делот што се однесува на воздушното прскање. Остатокот за третменот од земја ќе биде натовар на буџетот на локалната самоуправа. Според градоначалникот Димитровски, засега активностите се одвиваат според предвидувањата и веќе во текот на наредниот месец треба да се реализира првото прскање. Општина Кочани сериозно се зафати со овој проблем од минатата година и тој проект ќе трае 3 години и дека комарците и другите инсекти кои што се штетни, али пред се комарците кои што ги имаме кај нас доста, очекуваме дека ова битка ова и наредната година ќе биде добиена во корист на граѓаните на Кочани. Иако минатата година се најавуваше дека прскањето против комарците ќе се реализира заеднички во сите 11 општини со проект на Центарот за развој на Источниот плански регион, сепак идејата годинава немаше завршница. Сега, заради поголема ефикасност на третманот, градоначалникот Димитровски најавува договарање со Штип и останатите помали соседни општини. Искуството од лани покажа дека без заедничко и навремено действување, ефектите од третманот се минимални. Дезинсекцијата како обврска на општините се спроведува на државно ниво. Оние локални самоуправи што нема да ја реализираат обврската, се соочуваат со парични казни. Измените на законите за заштита на растенијата и за саден и семенски материјал, кои се на сила од средината на овој месец, обврзуваат секој земјоделец да води евиденција за препаратите со кои ги третира растенијата и да запишува во кој период и со која доза истите ги прска.
Доколку пак се појават некои болести и штетници на растенијата, на нивите што ги одгледува, должен е во најкус можен рок за тоа да ги извести земјоделската инспекција и фитосанитарната управа. Во спротивно, земјоделците ризикуваат да заработат казна од дури 12.000 евра. Ке се врши мониторинг за да се утврди дали тие можеби користат препарати што не се дозволени, како и за тоа што се увезува од страна на трговците со препарати за заштита, како и каков семенски материјал влегува во земјата. Фитосанитарната управа за контролите и за мониторингот ќе поднесува извештај до владата за тековната година, најдоцна до април следната година. Од почетокот на минатата 2012 стапи на сила законот за увоз на препарати регистрирани на зелената листа и само тие се наоѓаат во продажба во регистрираните земјоделски аптеки во Кочани и Македонија, како земја претендент за членство во Европската Унија. Со новиот закон ќе морат и самите производители да водат евиденција за употреба на препарати, што е секако наидува на одобрување, затоа што можеби пак ќе се најде некој што ќе увезе препарати на црно и кој што ќе проба да им ги пласира на производителите под рака, секако. Со тоа ќе се види кои препарати се во употреба и дали се тие веќе одобрените препарати преку Министерство, преку Инспекторат за земјоделие или се наоѓаат во или се употребуваат препарати кои што се забранети на листата, меѓутоа во соседството може да се најдат и да се купат, а по црни патишта да бидат увезени и пласирани до самите производители. Со самата евиденција што ќе ја водат земјоделците, вели Стојановски, инспекторите на терен ќе утврдат дали се користени препаратите кои се дозволени за употреба. Најнова работа е што се земјоделскиот инспекторат е обезбеден со нова фитосанитарна лабораторија кој што ќе даде, кој што многу брзо ќе ги врши тие анализи на како на ѓубрива, така и на препарати и многу брзо ќе се дојде до заклучок и до анализа кои препарати се употребувани. Дали имаме пак некои препарати кои што се на црно, кои што се наоѓаат на црвената листа, кои што се забранети, нели, се токсични како за луѓето, така и за растенијата, односно фитотоксични врз растенијата. Значи предизвикуваат ожеготини, опекотини, деформации кај растенијата, а со самото тоа нели штетни последици во здравјето на луѓето. Глоба од 6 до 12.000 евра во денарска противредност ќе му се изрече на правно лице ако произведува и пласира на пазарот средства за заштита на растенијата за кои не се издадени одобренија, ако дава неточни и нецелосни податоци за декларирање и запакување на производот и не му дозволува на инспекторот да спроведе контрола на она што го продава. Исто така, казна може да заработи ако продава многу токсични материи кои се штетни за пчелите, а нема посебно одобрение за тоа. Казна од 2600 до 4000 евра ќе добие и одговорното лице. За земјоделецот исто така предвидена е глоба до 12.000 евра ако самиот применува отровни производи за заштита, а производите што ќе бидат најдени ќе му бидат одземени. Одборот за доделување награди на општина Кочани ја одржа првата работна седница во новиот состав. Илинка Атанасова беше избрана за председател, а се дискутираше и за годинешниот повик за предлози за општинските признанија. Илинка Атанасова, виш кустос советник при Музејот на Македонија, е новиот председател на Одборот за доделување награди на општина Кочани. Иако од оправдани причини таа не присуствуваше на првата конститутивна седница, членовите на одборот едногласно ја избраа да раководи во наредниот мандат. Во вториот дел од состанокот беше донесена одлука да се запазат роковите за прибирање предлози за можни добитници на општинските награди. Советот уште во 2010 година донесе одлука да се доделува награда за животно дело, како и награда за значајни остварувања за развојот на општината. Јавниот повик за доставување на предлозите ќе биде објавен на 1 јуни и ќе трае до крајот на истиот месец. Би сакал да апелирам до сите наши сограѓани, до сите здруженија, било да се тоа невладени, било да се спортски, било да се хуманитарни, да ги согледаат можностите за пријавување на нивни кандидати, за да го одбележиме, односно да имаме како одбор можност да избереме реално оние награди, оние наши сограѓани или клубови или здруженија кои што може да ја понесат со право една од наградите на општината Кочани. Наградата за животно дело е највисоко општинско признание за остварување во науката, иноваторството, уметноста, стопанството и други дејности од јавен интерес. Таа е во форма на плакета и представува стилизирана изработка на оризов сноп. Прв нејзин добитник,
Пред 3 години беше основачот на Институтот за ориз во Кочани Лазар Бабамов. Во 2011 му припадна на основачот на музичкото училиште Ристо Јуруков, а минатата година ја доби поранешниот стопанственик и градоначалник Тодосија Паунов. Наградата за значајни остварувања пак се доделува еднаш годишно и е парична во износ од 5 просечни плати во последните 3 месеци исплатени во државата. Досегашни нејзини добитници беа боречкиот клуб Спартак, местната заедница Бели и клубот за гимнастички спортови Партизан. Двете награди се доделуваат по повод Петровден, празникот на градот. Иако при поставувањето на првиот реакциите беа негативни, на граѓаните што ги анкетираше Канал 8 им се допаѓаат новите мали мостови. Освен естетска, имаат и практична функција, а ќе бидат вкупно 3 на растојание од околу 200 метри. Општината реши да постави уште еден мал мост во централното градско подрачје. Изработен е од дрво, но се разликува од првиот по бојата. Бојадисан е во црвено. На доволна дистанца од Центарот за култура Бели Мугри, сега во близина на библиотеката Искра. Иако првиот беше предмет на духовити фотомонтажи кои кружеа по социјалните мрежи, особено за време на поплавите кон крајот од зимава, кои се заканија да го однесат, граѓаните позитивно се изразуваат за оваа идеја на локалната самоуправа. Многу се убави, украсна градово, добро е. Се што се направи, се убаво. Не е лошо, убаво е град, чистате одржавате, убаво е. Убаво ни е градо, чист ни е градо, убаво ни е. Тие што има зеленика, што има зелено, што има таква многу бавно. Но освен естетска, мовчињата имаат и практична функција. Раководителот на единицата градско зеленило во Водовод, Борчо Тренчев, рече дека ќе го користат вработените кои ги вршат комуналните работи, како косење на тревата, чистење на речното корито, оплеменување на просторот и слично. Најмногу за да ги пренесат механизацијата и алатите од спротивната страна. Тоа беа принудени претходно да го прават движејќи се по патеките на кеот со што им пречеле на пешаците. Тренчев вели дека ќе се постави уште еден мост повторно во строгиот центар од градот во близина на Стопанска банка. Мовчињата ги изработува комуналното јавно предпријатие Водовод. Материјалот потребен за нивна изработка чинел околу 20.000 денари. За сите 3 ќе бидат потрошени околу 1000 евра. Пензионерите од Куманово и аматерите средношколци од гимназијата Јосип Броз Тито од Скопје го заокружија вториот ден од драмскиот аматерски фестивал во Кочани. На програмата денеска се најдоа аматерите од Демир Капија и драмската секција од гимназијата од Скопје. Се одржи промоција на книгата Меѓу минатото и сегашноста. Љубителите на драмската уметност на вториот ден од драмскиот аматерски фестивал имаа можност да го погледнат настапот на кумановските пензионери од културно-медичкото друштво Ѓоко Симоновски со драмската работилница во режија на Стоје Додевски. Вечерта беше резервирана за аматерите од Скопската гимназија Јосип Броз Тито, кои се представија со клуб за доручек. Се работи за еден проект на драмската секција во нашето училиште, станува збор за тинеџерска драма. Тинеџерска драма, значи тоа е еден вид на драма со комични елементи. Од каде инспирацијата поломија? Тоа е театарска верзија на филм, значи The Breakfast Club е филм, мојот омилен тинеџерски филм и најверојатно затоа го избрав да го работам како представа. Па задоволна бев од изведбата, значи многу ми се задоволна сум и од актерите, учествуваат 11 актери, имаме светло и тон исто така, ја спремавме од септември, секоја сабота и последните 2 месеца и во недела исто така. Премиерата ја одржавме во МНТ минатиот месец, односно 21 април. И тоа е тоа, сега очекуваме и некоја награда, ама нели најбитно е да се учествува. На третиот ден од одвивањето на ДАФ аматерите од Демир Капија се представија 2 пати. Еднаш со убавицата и шумскиот звер во режија на Мице Пашевски и втора представа Парите се отепувачка во режија на Томе Атанасов. Настапи и драмската секција од Скопската гимназија со Класен непријател. Се одржа промоција на книга лауреат на наградата Димитар Митрев за 2012 година на Иван Ивановски, Меѓу минатото и сегашноста, чиј промотор беше Кристина Николовска.
Делото беше наградено од Друштвото на писателите на Македонија со наградата Димитар Митрев за оваа година. Жирито едногласно сметаше дека тоа дело е највредно и најдрагоцено, бидејќи е голем трезор на искуства, на театарски критики, не само од нашето длабоко минато, туку и од сегашноста. Се прави еден убав мозаик на искуства, една богата внатрешна историја на македонскиот театар, стилизирана архива со авторски ракопис, со автентичен глас кој со години ја на некој начин ја едуцира, ја воспитува нашата публика и генерации. Почестена сум што авторот посака да прочитам дел од неговите согледувања за актерската професија. И само можам да кажам дека Иван Ивановски спаѓа меѓу ретките театролози и рецензенти кои со децении го проследува театарското живење и извонредно многу ги почитува и сака актерите и секогаш има убави согледувања за нас. Книгата е всушност избор од мои постари текстови, дополнихте се уште некои нови, а ме инспирираше тоа што имам многу голем материјал, бидејќи јас веќе 50 на година, ако не и повеќе, сум врзан за театарот, со пишување за театарот и морам да нагласам дека навистина ми е драго што книгава ќе промовираме овде на овој фестивал, со кој ме врзуваат многу спомени пред 30-40, ако не и 50 години. На програмата за четврток во 11 часот е настапот на театарската група Словенечки центар од Скопје со стрип-струп Денар Јакуб во режија на Ангела Стојановска. Ликовен и книжевен перформанс на поетот и ликовен уметник Роза Мојсовска, уметноста во Костец со препреките во 18:30. Вечерта е резервирана за меѓуопштинската организација на глуви и наглови од Врање, Република Србија, насловена како Љубов, во режија на Трајче Ѓоргиев. И на крајот од четвртиот ден ќе се представат аматерите од Средното општинско училиште Димитар Влахов од Струмица со стаклена менажерија во режија на Кире Ѓоргиев. До редакцијата на Канал 8 денеска пристигна едно соопштение од полициската станица за безбедност во патниот сообраќај. Во соопштението се вели: им се соопштува на сите граѓани на град Кочани дека полициското одделение за безбедност на патниот сообраќај во секојдневното свое работење забележува дека од страна на несовесни граѓани од чешмите и од цревата со кои ја користат водата од каналот за наводнување, ја испуштаат неконтролирано водата по коловозот на улиците, со што се загрозува безбедноста во сообраќајот. Затоа апелира до сите граѓани да ја сопираат водата од своите чешми и да го обезбедат неконтролираното течење на водата по коловозот од цревата кои се приклучени на каналот, со ставање на вентили, затоа што во иднина, доколку бидат затекнати такви случаи од страна на службите на полицискиот оддел за безбедност во патниот сообраќај, согласно со законските прописи ќе бидат превземени ригорозни мерки со цел да се обезбеди уреден и безбеден сообраќај по улиците во градот, а воедно да се попречи отворањето на ударни дупки на коловозот. Се вели во соопштението од полициската станица Кочани. И кошаркарската училишна лига влегува во самата завршница. И девојчињата и момчињата го играат петото коло. Започнува разврската и во кошаркарската училишна лига. Во четврток се игра петото предпоследно коло во женска конкуренција. Во 12 часот се среќаваат екипите на Никола Карев и Раде Кратовче, додека во 13 Кирил и Методи игра против Малина Попиванова. Води екипата на Малина Попиванова, која уште на почетокот се наметна како најсериозен претендент за пехарот. На втората позиција е Свети Кирил и Методи, трета екипата на Никола Карев, а на последното место е Раде Кратовче. Пето коло и во машка конкуренција, надпреварите се играат во петок. Во 13 часот се среќаваат Никола Карев и Малина Попиванова, а во 14 Свети Кирил и Методи и Раде Кратовче. На табелата води Свети Кирил и Методи пред Никола Карев, трета е Малина Попиванова, а на четвртата позиција Раде Кратовче. За конечниот победник ќе се решава во последното коло, чиј термин и во машка и во женска конкуренција е закажан за во вторник. Тогаш ќе бидат доделени и наградите за најдобрите.
ова беше се што подготви информативната редакција на Канал 8 за вестите. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.